Добро вечер и добре ни дојдовте на ревијата на традиционални македонски народни носи. Оваа културна манифестација во организација на Центарот за култура Ацо Караманов од Радовиш во склоп на првиот меѓународен фолклорен фестивал Радовишки собор ќе реализира фолклорниот ансамбл Етнос од Скопје. Во оваа прилика изразуваме голема благодарност за поканата и укажаната доверба да гостуваме во вашиот град Радовиш. Фолклорниот ансамбл Етнос е аматерска организација која го почитува и негува македонското традиционално богатство, искажано преку орото, песната и народната носија како обележје на македонскиот народ. Ансамблот е формиран во 2004 година и во него активно работат околу 200 членови кои се поделени во поголем број на секции и имаат различни програми. Изработува автентични македонски народни носи, ансамблот поседува голем фонд на оригинални народни носи од сите етнички предели на Македонија, негова изворен, обработен и стилизиран фолклор, репертоарот се состои од преку 40 постановки и хореографии. Ансамблот Етнос досега има гостувано на многу фолклорни фестивали во Македонија, голем број фестивали во Хрватска, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Романија, Полска, Турција, Унгарија, Украина, Словачка, Чешка, Шпанија, Франција, Германија, Италија, Северен Кипар и така натаму. Витрините во фолклорниот ансамбл Етнос ги красат огромен број награди, благодарници и дипломи за постигнатите резултати и реализираните презентации на македонското културно богатство. Оваа година ансамблот Етнос во периодот од 18 до 26 јуни гостуваше на фестивал во Шпанија, од 1 до 10 јули гостуваше на фестивалот Златен Караѓоз во Бурса, Турција, а во периодот од 28 јули до 10 август гостуваше на фестивалот во Бјалско-Бјала во Полска. На овој фестивал ансамблот Етнос во конкуренција од преку 20 странски и домашни ансамбли ја освои првата награда за најдобра музичка и играчка презентација токму за хореографијата од вашиот регион Радовишки собор. Како епилог на овогодишните активности пристигна поканата да бидеме дел од овој ваш фестивал, на кој преку презентација, игра и песна ќе се представиме со дел од богатата ризница на македонски автентични народни носи кои ги поседува нашиот ансамбл. Уживајте во безвременските уметнички дела на нашиот народ, преточени во везовите и украсите на македонското културно богатство. Аплауз! Областа на Скопска Црна Гора ја сочинуваат 11 планински села во околината на Скопје, каде народната носија се издвојува со специфичниот начин на украсување. Машката носија се состои од кошула од бело домашно памучно платно, долга, широка и многу набрана во долниот дел. Платнените гаќи, аловиот ткаен појас, кусата безракавна клашна на облека, џамаданче и подолгото џубе од бела клашна се украси од црни гајтани, волнените црни чорапи и опенци ја оформуваат оваа носија. Кошулата од женската носија, која не отстапува од познатиот облик на туниковидни кошули, е застапен богат вест на ракавите, градите и скутовите, изведен со волнени конци во црна релјеф на орнаментите. Како горни облеки се користеле зъбан, долама и џубе од бела клашна. Со ткаен појас с путина утајка, волнени чорапи и опенци се комплетира оваа носија. Забрадувањето на главата е со долги домашно ткаени крпи, различно за девојки и невести, што е посебна карактеристика за овој регион. Thank you.
За носијата од долни полог впечатлива е белата долга и тешка кошула, богато извезана со црн релефен врез и окца од црмен тел по целиот долен дел, повеќе од задната, а помалку од предната страна, која е покриена со две скутини, голема завјачка и мало скутинче преврзани една врз друга. Горните облеки од бела клашна или платно се диференцирани по возраст и социјален сталеж. На главата се носи фес со подгушник, сокајче, а се покрива со бела крпа, по која на жените од долни полог им го дали етнонимот белокрпки. Женската носија од селата Подсувагора е декоративна и богато украсена со прекрасен вес и други разни украси, кои многу потсетуваат на некогашните средновековни бољарски носии што се среќаваат фреските од 14 век по македонските манастири. Долгата бела платнена туниковидна кошула е украсена со богат вес во густа гоблянска и ажурна техника. Облеките што се облекуваат врз кошулата, елеп од пругасто шарен материјал и саја од бело платно со украси од свилени конци во карактеристични темни бои и бели ситни везови на деловите од оваа носија и придаваат украсен ефект. Како резултат на мешањето на културите, се сретнуваме со малку поинаков вид на градска мода, наречена ала турка. Тоа е женска градска облека составена од чинтијани, изработени од однобојна свила, украсени со срмени апликации. Кошулата е од призранско платно и елек наречен кафтан од кадифе со богат црмен вес и пуштени поли по грбот чепкени. Појасот е дол колку пругастата свила. Како покривки за глава се користеле плитки капи, украсени со срма и пари или тенки памучни марони. На нозете се носеле влечки или налади. Една од најбогатите и најпрепознатливи македонски народни носии е мијачката носија.
Невестинската носија ја карактеризира белата долга платнена туниковидна кошула по полите украсана со бели ажурни везови чикмин. Ракавите се богато извезани со специфичен ажурен вез кинатица и обилно украсани со црвени волнени резки. Во составот на женската носија има повеќе клашнени облеки, како клашеник, минтан и елен, сите со раскошна декорација од црмен вез, филигрански украси и срмени гајтани. На главата се носат украсни киски и везената дарпна. Двата појаси с долмачи и препашка со богати поткити од резки и кивчената скутина ја прават оваа носија посебно декоративна. Масивниот метален накид, пафти, игли, низалка го дополнуваат целокупниот состав на оваа изразито богата народна носија. Машката носија од дебела валана клашна се карактеризира со украси од црни гајтани, носи белези на планинско-сточарска носија. Клашнените бечви се украсени со редови црни гајтани. Волнениот појас е ткаен со попречни бели пруди. Минтанот и кепето со голема јака се горни облеки. Капата кече е плитка и рамна и е украсена со црни везови. Врз сите облеки се носи бела клашнена долама, долга до колена, тесна во горниот дел и со ракави, а широка и многу набрана во долниот дел, украсена со црни гајтани и бикуми. Моминска мијачка носија е карактеристична по доламата, која порано се изработувала од бела клашна, а подоцна од клашна во темно-црвена боја. Доламата, како и минтанот и останатите делови се богато декорирани со срмени везови и филигрански украси. Женската носија на македонците муслимани од етничкиот предел Река се одликува со специфичноста на елементите и начинот на облекувањето. Тоа се специфичен вид чинтијани, дими, во разни бои дезени, кроени на кратко до подколена, со широка фута од свило, која се препашува околу половината и со срмени чорапи и папучи на нозата. На горниот дел се носи кошула од призренско платно, со кратко елече украсано со лъскавци и срма, како и многу украси на рацете. На половината се препашува голем долг појас од свила и срмен појас.
бели клашнени облеки кои се различни по возраст и намена. Клашеник со украси од чоја за невести, џубе со црвени и бели оптоки за повозрастни жени, ресачка со волнени рески од внатрешната страна која се користела за зимскиот период. Долгата платнена кошула е украсена со волнен појас или за постарите со копринен вес. На половината ставале многу долг црн плетен волнен појас, а врз него ткаена декоративна препашка џуница и пругасто шарена скутина бовча со богати поткити од волнени и чојани реснати украси. Невестите во минатото на главата носеле везана покривка, наречена сокај, која се употребувала до крајот на 19 век. Носиите во Битола и битолските села се одликуваат со елементи на грациозност и елеганција, со делови и детали на градски облеки и секогаш подкрепени со накид кој се носел како на градниот дел, така и на скутините. Полската платнена кошула е везана со разнобојни свилени конци, монистра и лескавци, додека пак сајата е изработена од бела волнена клашна и скутина од ткаена волна во црвени нијанси. Кошулите од горните села се везани со црна свила и конопни конци, а сајата од црна волнена клашна е обточена со црни свилени и памучни гајтани. Шамиите, наречени даркми, се со голем црн везан квадрат и памучни реси. Даркмите се носат на дипли или слободни со посебни украси на челото. Со миграцијата на народот село град и со доаѓањето на конзулите од западноевропските земји, во Битола и во некои градови на Македонија се прифаќа градската мода наречена ала франга. Тоа се женски облеки, фустани, сукњи и блузи, кои се изработени од свила или кадифе со разни дезини и тантели, како во задниот дел под половина, каде се набрани и долги до мождовите. Главите ги покривале со шапки, свиени марами или едноставно плетен грив свиени околу темата. На нозете носеле кондори на подпетица. предел се одликува со црни зборни облеки кои се украсени со црни гајтани кои придаваат посебна елеганција и грациозност. Составена е од бела ленена туниковидна кошула, грло од кадифе или друг индустријски материјал кои се богато украсени со чипка и гајтани. Згорни облеки се шедук од црна клашна, обточен со црни гајтани, долг до под колената, ресачка и пусали. Се преврзувале со долг црн волнен појас и скутина, чултар, украсена со пари и тантели.
Главата ја покривале со марами во темно-црвена боја со цветни дезени и реси по сите страни на шамијата. Врзувањето на шамијата исто специфичен за овој предмет. Машката носија од преспанската етничка област е составена од бели и црни делови. Белите делови, кошула, гаки, ајта и беневреци се изработени од бело домашно ткаено памучно платно. Црните делови, елек, појас и качкет се во црна чоја. Елекот е украсен во гајтани над волнени бувки, исто како и беневриците во висина над коленото. Над елекот се носи каиш, а на нозете црни волнени чорапи и опинци. Костурската женска носија е модифицирана од градска облека, составена од класичен фустан од платно во повеќе дезени и фалти во задниот дел. Футата е изработена во црно кадифе, украсена со цветни везови и курдија од црна клашна, која е обточена со црни гајтани и ситни украси во боја. На нозете се носат темни чорапи со ниски пондори. Мегленската женска носија од типот на ала франго облека се појавува во временски период када била распространета најмногу во Воден и околината. Големи фустани од тешки материјали, исто такви фути, престилки, фермеле со крзно околу вратот и многу накид од ланци, пари и брошеви. На главите се носеле тепелаци плетени од волна со срмени украси и цветови. Кондурите биле составен дел на секојдневната облека. Машката носија се одликува со бели елементи, кошула, ајта, гаки, како и елек изработен од црна чоја со богати украсни везови на двете предни свитки. На нозата носеле црни волнени чорапи со бувки од волна и опинци.
носија ни доаѓа од областа Бојмија, Гевгелевско. Богата носија составена од голема антерија, изработена од селска аладжа, волнена фута украсена со посебен вид шари, посебен вид накрпи, бришалки, појас со пари и голема пафта од 3 дела поставена на срмен појас. Како посебен елемент ја најавуваме капата, која е изработена во многу срма, монистра, цветови, пердови и други украсни елементи. Летна народна носија ни доаѓа од пиринските села. Изработена од црвена аладжа со плесирана сукња и украсна елече. Кошулата е бела од селско платно, а футата од црна клашна со шари во форма на ромбови баклави. На половината се затага алов дизајниран појас, а на главата се врзува алова шарена шамија со поголеми димензии и други памучни реси. Во пределот Малешево, постарата женска народна носија се одликува со карактеристични везбени украси на кошулата, врз која се облекува рамно кроена антерија со долги ракави, тенка ткаена скутина, фута. Од почетокот на овој век кошулата е изоставена, а наместо антерија се носи фустан, антериов, со класични кројни елементи. Машката носија од пределот на Малешевието е слична на голем број носија од источните предели на Македонија. Потурите се водвално во сива и кафена боја, а за постарите мажи во црна варијанта. Обточени се со памучни гајтани по сите шавови на шијата. Елеците се пократки, тесни и обточени со гајтани. Кошулата од селско платно е извезена на ракавите и гради. Во планинскиот предел пијанец, во женската носија се состои од облеки во темни бои, врз кошулата која на градниот дел има огрља или лигарка и на истата се редат украсни ланчиња и парички. Сајата е различна по материјал, крој и украсување од истоимените облеки во пределите на Западна Македонија. Таа е долга црна горна облека со долги ракави која сосама ја покрива кошулата и е направена од тенка волнена ткаенина.
И во овој предел се носи црна волнена џубе, а се преврзуваат со ткаен појас и скутина фута литарка. Во машката носија, врз платнената кошула се носи куса без ракавна пругасто шарена облека, наречена джепалка, и потори од волнена валана ткаенина, чии ногавици со капаци се украсени со гајтани. Околу половината се опашува впечатливо широк ткаен појас. Шубарата од јагнашка кожа е покривка за главата на мажите од овој регион. Пределот на Дурачка река го сочинуваат повеќе села по текот на истоимената планинска река. Врз платнената кошула кенарлија се облекува безракавен долг елек од пругасто шарена алаџа. Околу половината се опашуваат со волнен ткаен појас кенер и декоративно орнаментирана скутина крпа. Џубата од црна клашна со украси од волнени и црвени гајтани се носи во зима. Волнени шарени црвени колајли и домашни изработени опенци со долги врвци го оформуваат обувањето на нозите во овие планински села. Женската народна носија од Жегливово и околината на Куманово се состои од бела платнена туниковидна кошула, која е извезена со богат вез во гобленска техника со посебна нагласеност на црвено-црните тонови. Белата платнена летна саја и клашнената земска кюрдија, појасот кемерче, декоративно ткаената фута ја оформуваат носијата во една складна целина. Празничната и невестинската носија се дополнува со разновиден накид, челенка, пиле копче, капа со пари, наградите ледани на појасот и павти. Dej gidi slatka duša
Dejgi slatka dušo mori, baš dar da zbiraš. Dejgi krotko jagne mori, baš dar da zbiraš. Женската народна носи од Радовишко поле прв облековен елемент е кошулата, која е изработена од домашно ленено платно и на долниот дел везана со памучни конци и лъскавци. Потоа се облекува и чолок, долна до појасна облека, која напред на градите и од лактите надолу е украсена со свилен материјал, лъскавци, траки и тантели. Над овој елемент се носи бочен елек, долг до над колена, изработен од домашна аладжа, поставен и пополнет со памук, и саја, која е долга колку елекот, со долги ракави и на задниот долен дел везана со конци, тантели и лъскавци во разни бои и дазени. Над сајата се облекува елече, кратка до појасна безракавна облека, изработена од индустријско орнаментирано памучно платно, украсена со гајтани. Половината ја преврзувале со волнен црн појас, која се врзува с кутината, локално наречена преграч. Главата ја покривале со свилена марама, украсена со тантели и сорки и ја украсувале со разни цветни елементи. Од накид носеле гердани, ковани пари и долни копци. На нозете носеле волнени чорапи и опинци. Женската народна носија од Радовишкиот шоплук е составена од кошула и памучно платно кенарлија, долга до подколената, украсена со вес крстиња од долниот околен дел. Манта, вид грлинка во правоаголна форма, украсена со разни тантели и гајтари. Фустан, горна безракавна облека од домашно волнена ткаинина интерија, долга до колената, од половината надолу шиена во дипли. Скутач, ткаен од волнена предја, од две платна, горно и долно платно, со геометриска орнаментика на црвена основа. Колан, кој е изработен од монистра и се носи околу половината над скутачот. Кавра, свилено шамија со реси, со која се покривала главата. На нозете се носеле волнени чорапи и опинци. Машката носија од Радовишкото поле се состои од гаќи, изработени од ленено платно, кошула, која е везана на манжетните на ракавите и средишниот преден дел, потоа фустан, кој се облекувал на половината и е направен од клинови кои представуваат густи набори. Половината ја врзувале со појас на кој ставале украсни крпи бришалки. Од згорни облеки се носел елек, кој е долг до половината, изработен од домашна аладжа и украсен со гајтани, лъскавци и шарени памучни конци. На главата носеле кожна капа шубара, а на нозаде волнени чорапи и опинци. Во женската носија од овчаполието, кошулите се од бело домашно платно, со разнобојни пругасти шарки, означени со народниот назив кенари, а на ракавите има разнобојни украсни тантели ој. Елекот од тенка аладжа е со широк звонаст долен дел и сиот е малку набран. Околу половината се врзува тесен појас, ѕуница, искутина пешкир со вткаени пругасти и ситни геометриски шарки. Главата ја покривале со бошча, каврак, црна шамија со сорки или црна шамија со гранки. Од накид носеле кјустак, змии и павти. Платнените облеки во машката носија се од тенко платно кенарлија со кусо безракавно елече кое е преклопено на градите, ткаен пругасто шарен волнен појас, а машката скутина вута е со тесни црно-бели круги и ситни геометриски шарки на долниот дел. Носијата е дополнета со повеќе ткаени крпи бришалки кои се носат на појасот и се префрлени преку рамењата и на главата.
смирените црно-бели комбинации на носијата од Скопска Црнагора, женската носија од Скопска Блатија се одликува со изразита разиграност, како во извезените, така и во ткаените орнаментални мотиви. Везените украси со геометриски мотиви на белата кошула се изведени со разнобојни конци и срма и се вклопуваат во другите делови од носијата, платнената саја и клашнената кюрдија, ткаената волнена скутина вута и појасот кемерче ја оформуваат носијата со исти колористички ефекти. Невестинската носија изобилува со богат и разновиден молистрен и метален накид, игли, леденик, пафти и гердани. Мажите од овој предел лета носат платнени кошули и гаки, како во Скопска Црнагора, со широк ткаен волнен појас на половина. Карактеристична е празничната кошула наречена ајта, широка и со многу набори во долниот дел. Од горна облека се носи елек, одшарено со богати везови и клашнена долана. На нозата се обувале шарени волнени чорапи, кои под колената се придружувале со тесни ткаени врвки и опенци. Драги гости, се надевам дека уживавте во ревијата на фолклорниот ансамбл Етнос, кој се представија со народни носии од сите етнички региони во Македонија.